ние тука можеме да си играме детска градинка и што сакаме да си правиме. Значи, много е интересно што се работи за бизнес кој генерира много пари. Значи, ние не сме институција која треба да му налага на комисијата да излезе. Комисијата е формирана и постои со намера да ги контролира, тоа е работа. Значи, вас како докторка не треба ние да ви речеме да си работите, вие си работите. Треба да ти избркат од работа. Одма, 4 години, значи тој, дозволете, значи ова не се закони кои треба да го коригират него. Тој ги знае обврските кои ги прифата со подпишувањето на договор. Кај него била целата документација. Тој се пресметал, се изанализирал и знае што треба да направи. Значи, да не се лажиме. Целиот негов ќар во работата на тој јавно-приватно партнерство е во тоа што тој не ги почитува тие закони. Значи, тој нас не лажи, не манипулира како институција. И тука е неголемата добивка негова. Тој го ги спроведеше сите работи, немаше да има толкав ќар, ќе работеше за помал ќар многу. Тогаш ќе ни го вратеше паркингот. Вака сега, да не навлегам и да не кажувам за изјавите во коларите кои ги дават, кои не се достојни. Сам ги за разгледување. Многу е симптоматично што, видете, тој на општината им пушта тужба, бидејќи во договорот за концесија вели општината треба да го обезбеди 1950 места. Општината, поради реалната ситуација која е на терен, бидејќи овие места се избројани на визибилити студијата, излезе на терен комисијата при давањето на просторот, установи дека нема толку места во тие зони. Има само 1470, не ме фаќате за точна бројка, фалат околу 400 места. 420. Запалењето на тие 400 места, зашто тој не прогледал низ прстите за тие 400 места, ние треба да му прогледуваме за сите неправилности кои ги прави према нас. Значи тој може нас да не казва како институција, а ние треба да му прогледаме после 4 години, 3,5 години низ прстите. Зошто ние да сме добрите, тој да е лоши. Бизнес, пари, импут на пари, ништо друго. За да биде парадоксот уште поголем, во наредниот период општината му обезбедува со одлука уште 203 места, значи му дава ново пронајдени паркинг места. Тој се дрзнал да рече ги неќам. А нема да ги сака, бидејќи со недавањето на тие 400 места, тој има право да ја тужи општината, да добие помал месечен на тоа место и од 2000 евра наплаќа помалце. И да се намали бројот на вработени кои обеќа со договорот дека треба да го земе. Тоа се 70 вработени минимум. А тој моментално работи према со однос на паркинг места на вработени, като ше во договорот, има околу 62-3% за вработени. И платата која треба да му е изнивелирана према минималната, значи просечната плата на Македонија, работниците треба да ја добиват половината од просечната плата во Македонија. И таа не е за некој 300 изнивелирана. И тука ќе ви направам математика. Значи за платата на катица сите знаете математика да направите. За паушално на Бонева и за паркинзи не знаете. Значи 70 или 65 луѓе по 5 евра месечно пута 3,5 години, една година гратис 1000. Ајде ние да бидеме во некоја комисија па да му пуштаме забелешки. Можеме? Не можеме. Не, нема да се прифати, не е према закон. Значи, тоа што му одговара него е према закон и него го штити, а тоа што нас ни одговара за да ги заштитиме интересите на граѓани, него не му чини, тука него го штити и тоа не е прифатливо. А тоа што му треба него е прифатливо да го бара од нас. Жално, многу жално. Затоа реков, мислете дека ќе најдам на интерес од ваша страна. Не е грев да се одземе нешто на некој ако него стопанисува. Му дадовме шанса покрај сите наши укажувања дека и се покажа тоа. Значи, не може да ми речи колегата дека јас ќе го земам така ми велевте за осветлувањето. За на крајот,
да го прифатиме сите. Не функционира јавното приватно партнерство ради непочитување на комисиите, не излегување на терен, не следење на регулативите. Јавното приватно партнерство е добро, ако приватниот партнер е совесен и си ги обалува врските од концесијата. Овој партнер не е така и не е греб да му се оцени. Нудам добра опција. Општината да го земи. Тие 70 вработувања да дојдат во општинската администрација. Тие 25.000 евра, кои остануваат кјар месечно, се 250.000 евра. Нема да барате кредит за ложавање за арама. Нема нискоградба за 500.000 евра да се моли за да го обнови парков. Па макар и нека нема кјар. Нека има 70 вработувања во општината и нека биде средена како што треба. Ке се крени бонитетов, финансискиот на општина Битола. Уште едно позитивно јавно предпријатие кој ќе стопанистува со просторот. Не треба општината ќар. Не, јавниот приватен партнер гледа само ќар, мотика, само да трга на кај него. И го сваќам, тој зато влегол во бизнисот. И ние сме таа институција која треба да ги штитиме интересите на граѓаните. И многу ми е криво што не ја прифатите ова одлука за да профитират. Се сомневам дека сите размислувате како што ви е речено. Ако можете поединечно и тајно да не се знае кој како гласа, ова ќе биде двајца што ќе ја поддржува. Максимум тројца. Ви гарантирам. Ама што да прави пусти страни партиска наредба? Благодарам.